во студиото на Здраво Македонија по 9 часот. Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Михаил Таушанов, специјалист по неврохирургија, Филип Крстевски, последниот копаничар кај нас, пчелар и екологист, и Даниела Јовановска, правник и мотивацијски говорник. Останете со нас до 11 часот. Највене назад во студиото, полна маса гости, прекрасни луѓе, прекрасни животни приказни ќе раскажеме денеска, ќе зборуваме за се она што тие го прават. Некој се прв пат во нашето студио, некој можеби втор пат, како и да е. Наши добри пријатели, ја верувам дека ќе ги стоплати вашите срца со нивните разговори. Веднаш до мене е Филип Крстевски, кој што е единствениот копаничар во Македонија, екологист, производител на мед или пчелар и ни доаѓа директно утрово од Битола. Да. Филип, добро утро, добре ни дојде, ти благодарам што одвои време да дојдеш. Знам дека Битола не е толку близко како некои други градови, но љубовта да бидеш и желбата да бидеш со нас е поголема веројатно. Да, ми беше кеф да ве запознам вас и вашата емисија. Сакам да ја поздравам најпојќе заради тоа што мојот татко што е тука зад камерите и мајка ме прати цело време. Сака утро. Ги поздравуваме и нив. Во некоја следна прилика и нив верувам дека ќе ги видиме тука во студиото, зашто да не. Веднаш до тебе е Даниела Јовановска, која што по вокација е правник, но во моментов можеби многумина повеќе ќе ја препознаат како мотивацијски говорник. Исто така многу луѓе веројатно се сеќаваат на неј како радиоводител од Свети Николе. Ќе ни каже во текот на разговорот точно пред колку години се случуваше тоа, така што многу теми имаме, Даниела, и со тебе добро утро и добре ни дојде. Добро утро, пред се ви благодарам на изненадувачката покана. Научена сум во теков до сега да најчесто јас правам интервју, имам гости и ова беше покана што пријатно ме изненади. Мило ми е што сум дел од оваа утринска емисија и се надевам дека ќе успееме во тој краток период да им доловиме на сите гледачи тоа што сакаме да им го пренесеме. Така, верувам дека ќе биде така, ако не ќе ни дојдете пак. Да. Повод за уште едно гостување, затоа што навистина сите имате многу што да кажете. Ќе ми биде задоволство. Така, и веднаш до вас доктор Михаил Таушанов, кој што е специјалист по неврохирургија во клиниката Жан Митрев. Докторе, ние бевме кај вас, снимавме, сега дојде ред да дојдете вие кај нас во студио. Така е, мило ми е што сум на ваш терен, еве, овој пат ја да бидам гостин и мило ми е што ќе бидам дел од оваа емисија. Така е. Денеска заедно со мене е мојата драга колешка Бисера. Бисерче, добро утро и за тебе, уште еднаш официјално и верувам дека ќе имаме навистина одлична емисија денеска. Верувам дека ќе имаме одлична емисија, Милена, имаме и многу што да покажеме пред гледачите. Така е, масата е полна. Филип, да ги поздравам гледачите, добро утро до сите вас кои сега се вклучувате на канал 5 телевизија, не следите, а и сите оние од 6:45 кои станаа рано изутринава со Милена и ги следавте сите оние теми кои ги подготвивме за вас. Милена, да уживаме и во оваа емисија. Така е, верувам дека ќе биде така. Инаку само да споменам како стапивме во контактите со Даниела, бидејќи социјалните мрежи кога се споменуваат многу често се споменуваат во негативна конотација, но не е секогаш така. Ако паметно ги користиме, може да стекнеме нови пријателства и да се запознаеме со многу луѓе преку Инстаграм. Воспоставивме контакт, јас и Даниела, си разменивме неколку зборови, се слушнавме и ето. Брзо и лесно се договоривме. Така. Филип, би сакала да започнам со вас, бидејќи во самата најава кажав дека сте последниот и единствениот копаничар во моментов кај нас во Македонија. Да. Мене малку ми беше чудно, прочепкав и сватив дека е навистина така. Кажи ми, зошто дојдовме до тој степен да имаме само еден копаничар? Што државата прави за вас како единствен и последен копаничар кај нас? Нажалост ништо. Заради тоа што мојот татко беше меѓу првите во Македонија самостојни копаничари, заштитен од државата, од Македонија. И ете сега јас го наследив него веќе од 2001 година, работам заедно со него. И во моментот го работиме 39-то иконостас, во превод значи тоа 39-та црква. Најдалеку до Австралија, најблиску 2 километри од кај мене. Може да замислите колку далеку сме оделе со нашите резби. Сме правеле многу иконостаси, имаме во наповедок уште неколку
оваа година. И сум среќен со тоа што го правам. Нажалост, младите не ги интересира. Тоа што ме прашавте вие, имавме и бесплатна школа, никој не се интересираше. Нажалост. За жал никој. Да. Не кеше никој да иди да учи бесплатно, буквално бесплатно да научат занает, не мора да работи. Убаво е да научи нешто ново, така, да му биде како хоби. Може потоа да му биде професија. Ама не ги интересира, младите ги интересираат компјутери, нажалост. Така, добро ворите нели и тоа, да се знаеме, зашто да не ги знаеме они стари занаети, купаничарство или дрворез или резбарство исто така. Да. Значи тоа се термините кои што се користат за овој занаат. За кратко ќе погледнеме едно видео. Вие ми пративте повеќе видеа, јас ги склопивме со нашиот монтажер во едно за да можат да видат како вие изработувате. Но ете најпрво би сакала Даниела да ја прашам, бидејќи вие веќе споменавте со што се занимавате. Даниела, од правник до мотивацијски говорник. Во се има зборување. Точно. И како правник треба да се зборува, нели да се умее со зборовите и исто така како мотивацијски говорник, но како од таму до таму? Точно. Значи, првично кога одлучував што сакам да студирам, беше новинарство. Значи, ми беше голема желба, меѓутоа знаете како удел од фамилијата, начин на размислување и тука го јас променив ставот кон гледиштата како дека новинарство можам секогаш, во смисла ако не ми лежи и се пронаоѓам во тоа, дека никој не ми забранува и никој не може да ми го попречи тој пат, меѓутоа зошто не ми имало ништо плюс, зборам како знаење во животот и така се одлучив да студирам право. Во правото се пронајдов, меѓутоа секогаш сум таков тип на човек што сака уште, значи сакам работи што ќе ги исполнуваш, што нема да се држам стрикно до струката. И почнав со минимално, значи зборам хуманитарни акции, настани, значи првичното беше, морам да поздравам во емисијава Сашка Кузмановска и она се занимава и помага исто хуманитарно, што прави перики, да, се насочи кон тоа. Она беше поздрав и од нас до неа да се познаваме. Мислам целата наша екипа ја познава. Чекаме емисија да ни даде. Така. Она ми беше да речам мотивацијскиот момент за да почнеме со пакетчиња во Коза детската болница во 11 октомври алкалоид застана позади нас со донација и не можам да ви го објаснам моментов на реакцијата на децата и на родителите што се таму, да, значи тоа е момент што реално треба да се доживее. Значи така беше настанато моментов со хуманитарни акции. Така. Кога дојдов во Скопје, бидејќи ви напоменав дека сум од Свети Николе, значи имаше исто настан што го организира за дете со граѓанин што настрадал во сообраќајна несреќа. И некој чепкал во моето минато, веројатно, и знаеше дека сум работела во Свети Николе како водителка на радио и на телевизија и добив покана да помогнам во организацијата и воедно да бидам водител на тој настан. Ми беше претешко, бидејќи после 10 години, 12 да застанам пак пред камери, некако осеќав трема и сега се осеќам кога прв пат да сум пак позади камера. Вашиот стар колега Ване беше тој што дојде, ме фати за рака и ме качи на бина, фала му многу. Да, за да почне моментов и за да... сега сме почувствувале таа трема и знаеме како е, веројатно добро е поддршка да се добие. И тука е битен мотивацијскиот момент, значи да некој те подбутне, те подкрене, да можеш да се покажеш во вистинското светло, така би го нарекла моментов. Супер, имаме уште многу теми со вас. Сега сакам Бисера да ја прашам дали конечно ќе добиеме помош ние тука што имаме болки со грб, со врат, што ли уште не си се жалевме пред емисија. Поздрав до Јелена. Поздрави до Јелена, да, па да се го искористиме присуството на докторот денеска. Да. Сите имаме болки во грбот и вратот, без разлика каква работи да работиме, и докторот ќе каже искуство. Дали седиме, дали стоиме, некако тие се најклучни болки. Вратот, трбатот, кичмата, колку доктора, ева, помладите, ајде сега. Повозрасните може би биле многу работливи, па со текот на годините се подразбира дека ќе се појават нели болки. Но колку младите се јавуваат со такви болки од седење, од стоење? Многу често имајќи младата популација, кај некои што се спортисти активни, кои што форсираат премногу, кои што пробуваат, иако ги боли преку болката, поменат нели го имат и тука и тренерите и притисокот дека да бидам подобар, да бидам најдобар и ќе
Значи спортистите имаат болки. Имаат и доаѓаат и многу често, затоа што они тренираат како шампионска лига да играат, како да се 14 годишњаци или 15. Друга работа кај што се јавува кај многу често кај кросфитерите кои што преку болката пробуваат, иако имаат болка, не можат да не го прават правилно движењето и пробуваат преку таа болка да поминат и ќе се случи болка, изместување некој дискус и ќе потоа на преглед, што не е ништо ново, не е страшно. Да. А другиот момент е кај луѓето кои што седат па постојано, кои што целата мускулатура им ослабува, кои што немаат физичка активност и нормално, како што сме наведнати цело време или на телефон или на компјутер, и затоа после вратот боли, се боли. И тоа е оска, од петите до вратот, се тоа е една оска, како ќе се измести, другите делови телото ќе пробуваат да ја поправат, меѓутоа болката може да се шири од лошо стоење до болката да се шири до вратот. Така, еднаш изместен врат или ербет, може ли да се врати во почетната позиција со вежби? Сега знаеме тука постои физикална, постојат и други специјалисти кои што би можеле да ни помогнат, но со одредени вежби дали може да се коригира? Кога нешто е нарушено, може да се намали, односно да се прекине повеќе да има уништување, да нема прогресија. Меѓутоа да се врати во првобитната состојба или да го враќаме времето, уште не сме во тој дел од медицината, не можеме ги вратиме годините наназад. Така. А секогаш се пробува, освен ако не е некоја драматична ситуација, прво да почнеме со вежби, со екнување, за да биде подобро на пациентот, што секој пробува да избегне операција, која што е нашето решение, затоа сме хирурзи. Да. Меѓутоа, во ситуацијата е дека да, има вежби и тие вежби секогаш и на моите пациенти препорачувам да ги прават во надзор со тренер, затоа што во повеќето теретани денешно време имаат тренери кои што таму работени, кои што може да следуваат и сепак внимаваат правилно да ги прават вежбите и да не форсираат повеќе од тоа што има потреба. Така. И уште една прашање, дека сме тука, Милина, на тема. И да ги прашаме дали имаат болка, додека сте тука користите прилика, Филип, какви болки имате? Имаме доста, ама ќе оставиме за Значи, после емисија дефинитивно ќе останете. Ќе го задржиме доктора. После емисија. Нема проблем. Околу обувките ме интересираше начинот на држање на телото. Добро. Дали игра улога во изместување на рбетот, на вратот? Да, Правилното одење. Правилното одење рамни стапава кои што исто така се случува да. Има се изработуваат компјутерски изработени ортопедски вошки се викаат тоа каде и има одличен ефект, имаат и многу голема помош на овие, тоа што некојаш како што нас пречо го спомнав паш кога се надобрзуваме на темата дека болката може би да стапавата, а да се ширина кај рбетот и вратот и грбот, долниот дел на рбетот ќе се тука со снимки со магнети, тоа што е дијагностички. И со преглед гледаме точно каде е. Затоа без да прегледаме пациент не секогаш може да кажеме точна дијагноза. Меѓутоа дефинитивно ортопедските помага и пак ќе напомнам што се компјутерски изработени, многу помагаат во понатамошното лекување и здравјето на пациентите. Значи се има врска и навремено дијагностицирање, забелешка, на пример ако станува збор за помали дечиња, родителите да следат ситуација, ако зборуваме, значи тоа е многу важно, да не се отиде предоцна. Дефинитивно, колку порано се фати, зашто самиот раст децата, особено кои што брзо растат и имаат предиспозиција да бидат и многу и повисоки генетски предиспозиција од родителите, нагло може да има исчивување. Истите деца збориме што се физички активни, кои што не се залегнати, имаат правилно држање на телото, меѓутоа едната страна секогаш знае да биде изместена. Сега кога си коп енгел кој што го сликаме ние панорамски на рентген и да знаеме колку е, меѓутоа ако се фати на време поминува обично со вежби само и со правилно држање. Ако е понапредна фаза треба се носат имобилизатори, корсети. И сега збориме за најлошите каде што не може се оперативната операција, ама тоа се веќе според мене запуштени случаи каде што воопшто не се натирало многу време со само на себе, да. Така.
Добро, Филип, ќе се вратиме кај вас. Сакам да погледнеме, како што кажав, едно видео. Додека тече видеото, баш би сакала да ни раскажете што се изработувате, така што колеги може да го пуштиме видеото, во исто време Филип ќе ни објаснува. Едно од видеата имаше и куче во вашите раце, заедно ви помага, ве смирува. Бидејќи сте голем љубител и на природата и на животните, така да може да го погледнеме видеото. Ова е кај што работам сега една нова табла за црквата Свети Петар и Павле во село Жабени, блиску до грчка граница. Така. Ова е еден дел од иконостасот. Има мала табла, има голема табла, има ступчина, има царски двери, има балдахин, има винова лоза. Ова е едно конче кај што работам. Колку време ви треба, сега може би не знаете точно, мајте во текот на денот, колку часа поминувате работејќи? 4-5 сати, 5 веќе е многу, се исцрпува телото. Еве го, доктор. Прашајте се на време што да направите, значи и дали таму каде што седите правилно столчето и се. Па ми скараа вчера дека не чинело столчето што седам, треба да сикнам некој таму сунгери поќе заради кичмата. Заради тоа што работи ние цело време стоиме на нодзе. Јас сум еден од ретките што резба и седи, татко ми не седи, пример. Ова исто изработувам исто табла за таа црква, која се почнавме да работиме, заедно со мојот татко, да поздравам. Мојата мајка ги црта цртежите, исто и мојот брат ми помага. Браво. Ова е една винова лоза, таа најгоре се клава над иконостасот, таа го асоцира крвта на Исус Христос и продолжување на верата, виното. И затоа таа се клава горе над царските двери. И најчесто изработуваме сега во поќето иконостасија сакаат, некојаш некоја нејки. Има различни стилови на резба, има дебарско-кичевска, како што видовте сега на, и има слепчанска резба, таа е како фигури некои поедноставни. Зависи од луѓето колку пари ќе соберат. Од сите цркви ние мора да напоменам дека народот ги прави црквите. Денар по денар ги берат парите. Колку чини се тоа да се направи? Не знам, јас навистина немам некако... Па не знам, една црква 3-40 евра треба да се изгради. Еден иконостас ние го работиме 7-8 евра, зависи колку, каква резба, шо резба, колкава големина. И треба, пример, една година за една црква. Да се направи. За една црква. Некојаш ни се случило во една година 2 да изработиме, ама тие биле мали, пример, 3,5 метра, 4,5 метра. Сега јас се сам работам, татко ми само ми крои, ми помага и само ги црта делоите. Јас сум главниот мајстор. Целото семејство, браво. Тој беше главниот мајстор, сега со јас него го наследив. Се надам дека ќе имам наследник мој. И јас се надевам искрено дека нема да заврши вашата дарба, вашата работа тука. Затоа што ова е вистински талент, тоа треба да имаш љубов. Треба, што вели народот, живци да имаш, нели, бидејќи тоа е една тешка работа, треба да се има и чувство за естетика и за се, нели, за да се направи тоа, барем од она што го гледам, така што искрено се надевам дека нема да застане тука Филип со тебе. Може видовте вие, само што да напоменам дека сите работи се цртани и секое цветче, старите резбари работеле едно цветче исто. Може да забележите и пред вас во каталога, секое цветче е различно. Значи тоа не го цртам јас, тоа е моментална инспирација, како што ќе ми дојде. Браво, да, навистина. Да. Јас подоцна нормално ќе го разгледам убаво, сега сакам да се посветам на прашањата нели и одговорите кои што сакам да ги слушнеме од вас. Даниела, продолжуваме со вас всушност главниот повод и како стапивме во контакт. Она што прво го забележав на вашиот профил на Инстаграм е Femпire. Точно. Што е тоа? Femпire во превод, ако го гледам, идејата ми дојде фем ко фемин, жена, Empire ко женска империја.
Меѓутоа би Па тука сме мнозинство на масата, така да. би звучало себично ако кажам дека Фемпаер е само за жени. Значи името е така бидејќи ми се лично допадна. Првичната идеја беше дека жените се тие што им треба поголема заштита, се поранлива категорија, се извинувам нели на останатите гости, меѓутоа со текот на времето или на работава сфатив дека па и не е баш така, дека тука сме равноправни, бидејќи мажите ги имаат истите моменти на слабост, каде што им треба нели мотивација, убав збор, меѓутоа жените полесно го покажуваат тоа. И појасно додека мажите се тешат со нели мажот е растен дека мора да биде тој силниот, дека не смее да покажува емоција, дека би било срам ако покаже емоција и затоа можеби првично кога ќе се отвори Фемпаер луѓето добиваат впечаток дека станува збор за некоја пак женска страна, движење на жените и седа таму, меѓутоа овој пат не е баш така. Не е баш така, да. Затоа Фемпаер е направен дека жена, ете да речеме, го креирала, може да се повикам на тоа, меѓутоа Но сте достапни секако и за мажите да не сватат погрешно за оние што имаат. Тука Може би некој ќе направи Менпаер се. Мене ќе ми се допаја да има нели и машко движење еве така да Ќе се споделуваме искуство. Да, споделуваме искуство, зошто да не. Така, супер. Колку е бидејќи спомена Данила дека можеби порано машките малку потешко се отворале околу емоциите. Докторе, и вие, Филип, и вие, колку сакате да зборувате за своите емоции? Јас транспарентен сум. Да? Се изборувам, да. Се му кажувам на моите. Добро. На Тоа е другарите, супер. нема зашто да се страмиш. Така. Докторе, вие? Имате ли време всушност прво да ве прашам за вас, бидејќи знам докторите нема, тоа е работа 24/7. Не можам да кажам дека некои потиснати емоции дека има, меѓутоа професионално секогаш бива средна пациенти кога што треба да биде негата запазена и после тоа е веќе слободно време. Прво пациентот да се среди, па ако остане време. Ако сте на време за емоциите. Така, така. Филип, инаку добивте сертификат и сребрен медал за ливадски мед на европско ниво. Да. Тоа беше во Полска, еве го медот. Да, Моравме тоа тука да си го донесеме, значи не само да зборуваме, туку и да покажеме. Ова е ливадскиот мед кој што е ваш, ваше производство. Колку значеше овој сертификат за вас лично, па и за Македонија? Па, мене да ти кажам, овој ми е 9, нема да застанам тука, ќе продолжам пак да се такмичам, сега ќе има здравје Божје во август во Шпанија. Не кошта ништо, то се пушта 50 евра, си пушташ партиципација, пушташ мед, со тоа добиваш како што ќе каже доктора, на пример, кога на симпозиум, унапредување за нешто што го работиш. Да, како потврда дека добро го работите тоа што го работите. Да, исто како со разбањето, ние татко ми ме на парола, работите со професионалци, а не со аматери. Затоа што ние сега моментално имаме голем проблем што има многу нелојална конкуренција на ЦНЦ машини резбат иконостас. И го уништува тоа што ни е традиција. Тоа исто со пчеларството. Луѓето не ќе да платат за да го испитат вашиот мед, дали е вистински, дали е лажен, има многу лажен мед на пазар. Како да препознаеме? Еве, вие ќе препознаете веднаш дали е природен, но не секој. Па многу едноставно, вака тегла да се врти. И ако има вака ако се направи балон, е вистински мед. Чекајте, ајде уште еднаш за да забележи, значи ако има балон, тогаш е вистински. Да. Сега. Да. Има сега да вртиме тегли по маркети. Не. Или на пример, многу едноставно има еден друг трик што многу малце луѓе го знаат. Вистинскиот мед кој ќе го капнеш во вода треба медот да седи. Тоа го знам. И никогаш да го пробаме сега? Може, да, никогаш нема да се Да. Јас ќе станам, да земам лажичка. Да. Не видам нека стане, јас Филип ќе го прашам. Па не, ова мора да се покаже. Да се покаже убаво е за гледачите, па и за нас. Филип, како оценува во Краков, во Полска, дали медот има квалитетни состојки? Како стигнавте до таа награда? Го пробува? Го пробат, првен има проба, после се зема има едно апаратче, се гледа медот колку има влага во медот. Зашто луѓето сигурно не знаат, медот е 80% влага, другото е се само хранливи материи. Ајде, Филип, сега вака. Да. Колеги, кога сте спремни, кажете повели. Ова ќе оди во живот, да. Рилс. Да. Рилс пише на Рилс. Да, баш. Вака. Значи сега што правиме? Например, кога ќе капнеме на капка мед, вистинскиот мед треба да седи
да не се раствора. А на пример, оне што се во маркетите, нека ми простор што си продават, одма ќе се раствори. Се може ја видите. И се ќе се цела емисија. Тоа е вистински мед, заради тоа што е медот потежок од водата. Значи, ова е доказ. Значи, покрај тоа што ќе треба да превртуваме тегли, ја и со чаша вода да одам до шицата. Да. Со шишец? Добро. Да. Ако некој ме види, да не се чуди, значи правам проверка. Или вие да знаете, Данила и Викторе, како се проверува. Добро, ова е одлично, затоа што навистина, еве, пак ќе кажам јас, можеби некој од вас, јас ова прв пат го слушам. Да, има една друга финта, например, на едно бака хартија може да ставите. Еве. Да. И ако е лажен мед, одма, например, ако е лажен мед, со чакмачи одма, мислам, со палјач вие запалка, не знам како. Добро, не тоа ништо, не откажувам. Да, и ако е лажен мед, одма ќе почне да гори, ако е вистински не се пали. Заради тоа што има вода. Медот е Значи тоа не мора да не, пчелите кои произведуваат медово лето, ова ќе ви кажам една, мислам, не е тајна, тоа е вистина, кога произведуваат медово лето, во денот внесуваат од 2 до 5 кила вода. И внатре има 60 до 80.000 пчели, во денот внесуваат вода за да ги ранат младите пчели, за да го прават медот, и плюс да вентилират од надвор примерно 40 степени. И тие како вентилират, земаат вода и го влажат медо за да биде цело време медо како што треба. Пчеларството е цела наука, јас ги сакам пчелите, ги чувам од дедо ми, Трајче, татко ми Гоце и јас сега, трета генерација сме. Браво. И не чувам многу сандаци, чувам чисто за љубов, едно плюс. И за убав квалитетен природен мед. Плюс нешто да излегва за во животот. Така е. Дали вие консумирате мед? Јас лично да, премногу. Да? Дури мислам дека Ливацки или некој друг? Ливацки и боров, ама боров исклучува, значи кога ли сум на стината, не сум добра, тогаш знам, бидејќи некако ми е малце потежак. Појак, да. Да, и не би можела ова ми, секој ден дури никогаш знам да претерам. И си ги знам и симптомите. Може да се претера со мед? Да, дефинитивно. Може, да. добро, значи да пазиме. Вие, докторе, вака? Понек колку Нема време. Пред пациентот. За чај само, кога пијам чај, тогаш, значи со Така. Тука исто сум слушнала дали има вистина или не, топол чај, дека не треба да се става така, значи не треба. Се губи се. Да. Значи да се И олади. со дрвена лажичка. Да, тоа го знам. Да. Добро, извинете, јас во брзање се го беше. Не беше планирано, беше спонтано, затоа инаку да, со дрвена лажичка. Добра, ајде пак, Бисерче, да се вратиме на доктора? На болките, да видиме што се друго можеме да научиме денеска. Што можеме да научиме? Колку децата, ева Милена ги спомена децата. Добро. Колку ние како родители и наставници по физичко, колку е важен тој предмет, да вежбаат децата во текот на денот. Не зборам за спортисти кои што вежбаат кошарка, фудбал. Деца кои што ги сакаат нели овие игриците како вас, онлайн игриците, да се направи една пауза од 10 минути, да им покажеме некои вежби, клекне, стани, чучњеви. Јас се сеќавам и ние по физичко обавезно вежбавме. Сега се гледа се ескивира од тие часови. На тој час, да. Зошто? Нели, предпоставам дека ќе има некој ефект за трбетот, за... Треба, што ставам сето што ја немам завршено со школата, како не знам како е сега со децата, немам уште. Добри, дома можат некоја вежба да направат. Да. Меѓутоа на мои совети кога веќе вежбаат, првично да се почне со пливање или ако не може со пливање, тоа е симетрични вежби. Особено децата во раст до 13-14 година, по симетрични сметам кај што се користат двете раце. Тенисот сам по себе има повеќе пинг-понг, каде што едната рака е доминантна. Да. Има после тие се посклони на вежбање, тие уште повеќе би требало да бидат под контрол. Дури и веќе тинејџерите ги гледам дека јат во теретана дека вежбат и кај нив не е лошо, меѓутоа со мала тежина и повеќе да биде правата форма, рамномерно вежбање. И да не се никогаш да нема прекомерна тежина. Нема потреба да се нарушува дека сега за некој ефект на брзина дека ќе биде многу посилен, ќе узна како ќе личам и да се изгуби квалитет и да се направи погрев. Така. Се разликува ли женското тело од машкото и кој спорт е за развивање за машко тело, кој спорт за девојки? Во однос на вежбањето,
скоро, особено во раст, ако збориме за деца во раст, истите спортови ќе имаат ист ефект. Меѓутоа, нормално е дека женското тело е пограцилно и додека машкото тело удира повеќе на мускулатура. Така е природно доаѓа тоа анатомски. И тука и гледаме повеќе кај девојките каде што е одбојката, додека кај машките е повеќе, да речеме, фудбалот и со удар, кај што се контактни спортови каде што има. Така. Да. И да не забораваме често поставувано прашање кога се докторите во прашање, имаме ли доволен број на доктори во државата? Често прашуваме зошто заминуваат, да знаеме зошто заминуваат, но дали специјалисти по неврохирургија имаме доволно во нашата држава? Мислам дека моментално има 21, може да грешам, 20 да сме. Во цела држава? Во цела држава неврохирурзи. Нашата патологија е релативно специфична, затоа и сега не можам да кажам дали сме доволни, не сме доволни, меѓутоа сметам дека тоа ќе остане на министерството да си решат они како треба. Ќе ги Сега да не биде поканиме во после емисија. Ќе ги прашаме, да. Така, Добро. бидејќи имаме уште минутка до реклами, само ќе напоменам дека имаме уште многу теми за разговор, исто така и фотографии. Следното прашање што ќе биде поставено до Даниела таман за време на реклами ќе може да размислите, бидејќи како мотивацијски говорник најпрво почнувате со мисија за помагање на другите, но веројатно со тоа си помагате и себе си да бидете една подобра личност. Ајде на кратко само, дали досега сте помогнале на некои луѓе, па потоа ќе споделиме после рекламите искуства? Да, сме се организирале, сме правеле за конкретни фамилии, за конкретни личности настани, меѓутоа тука е многу дискутабилен момент бидејќи во на еден начин помагаш и луѓето веќе те запознаваат како личност што може да помогне. И сега, например, тој континуитет како индивидуа не можеш да го задржиш, бидејќи реално не сум толку моќна да можам да ги покријам сите би сакала. И дојдов до еден заклучок дека зборот не се наплаќа. Значи емоцијата не се наплаќа, а на луѓето многу им значи да споделиш сочувство, да споделиш збор што можеби ќе им го разубави денот, а дај Боже нели и животот, да им го промени начинот на гледиште, начинот на размислување, да едноставно се пробуди, да речеме, таа борбеност во себе, за да можат и самите тие да направат нешто со што ќе го подобрат секојдневниот живот, начинот на размислување, значи и гледиштето на така за некои ситуации. Ќе продолжиме новаа тема, но најпрво да ги погледнеме рекламите.